Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Локализиран нов пожар на отворено на територијата на општина Кривогаштани. За почетокот на школската година, утре во прилепските православни храмови, молибен за учениците. За љубителите на моторите и добрата музика, утре сабота во Прилеп ќе се одржи мотофестивалот Рисови 2025. В недела два нови настани. Спорскиот настан Четрчаме и урбаната дружба Саем на винили и музика. Во клиничката болница Скопје донесено 11-годишно дете од село Канатларци погодено со дијабола. Времето денеска сончево и топло со температура до 32 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Локализиран нов пожар на отворено на територијата на општина Кривогаштани. По интервенција на територијалната противпожарна единица на општина Кривогаштани утрово е локализиран пожарот на отворено. Гореше сува трева на површина од околу 30 декари. Пожарот настана помеѓу селата Кривогаштани и Подвис. Пожарникарите од противпожарната единица Кривогаштани интервенираа од 9 до 11 часот и 40 минути. Пожарот е изгаснат, но останува постојаниот апел да не се пала стрништа и да не се пали оган на отворено. За почетокот на школската година, утре во прилепските православни храмови, молибен за учениците. Со почеток од 7 часот и 30 минути, молебенот ќе се одржи во црковните храмови Свето Благовештение и Свети Кирил и Методи Параклис, а во црквата Света Петка во Точила со почеток од 9 часот. Молитвата е за здравје, мудрост, трпение и љубов кон знаењето, а за учителите сила, разбирање и просветливост за да ја пренесуваат својата мисла со љубов и посветеност, се вели во поканата на прилепските црковни храмови. За сите љубители на моторите и добрата музика, утре сабота во Прилеп се одржува мотофестивалот Рисови 2025.
Настанот традиционално ќе се одржи на плоштадот Александрија кај Камена бина, а мотодефилето ќе започне во 18 часот и 30 минути. Како и секоја година, настанот ќе биде збогатен со неверојатни музички програми, каде ќе настапат македонските групи No Cigarettes и The Solution и Stringis од Босна и Херцеговина. Секоја година фестивалот собира над 1000 моторциклисти од Балканот и пошироко, кои со своите впечатливи љубимци на два тркала ја воодушевуваат прилепската публика. В недела ќе се одржат два нови настани: спортскиот настан Че трчаме и урбаната дружба Саем на винели и музика. В недела рано утрото од 8 часот започнува традиционалната атлетска трка низ улиците на Прилеп Че трчаме. Тоа е една од најмасовните атлетски трки кои се организирани со поддршка на општина Прилеп. Учесниците ќе трчаат на 5 и 10 километри, а наградниот фонд изнесува 73.000 денари за двете рути. В недела пак од 11 часот до 17 часот кај градскиот сад ќе се одржи третиот саем на винили, носачи на звук, цедиња, касети, накити и многу други работи поврзани со музиката. За време на настанот, љубениците на музиката ќе имаат можност да се запознаат и да купуваат носачи на звук, разни предмети од излагачи и колекционери од Македонија и Србија. Настанот ќе биде збогатен со музика, а од 20 часот и 30 минути пак ќе продолжи настанот со августовскиот циклус музика и филм кај сатот. Настаните се во организација на Јавен простор Прилеп. Во клиничката болница Скопје беше донесено 11-годишно дете од село Канатларци погодено со дијабола. Вчера поплане дете од село Канатларци настрадало од пневматско оружје. Како дошло до застрелувањето нема објаснување, но по интервенција на итната помош детето итно е префрлено во клиничкиот центар во Скопје. Настанот се случил во 18 часот и 45 минути, кога во полициската станица во Прилеп било пријавено дека во клиничкиот центар Мајка Тереза Скопје со повреда од дијабола од пневматско оружје било донесено 11-годишно дете од село Канатларци. Се преземаат мерки за расчистување на овој настан. Временска прогноза. Времето денеска беше претежно сончево и топло со температура до 32 степени Целзиусови. За викендот метеоролозите најавуваат нестабилно време со локален пороен дожд. Потоа следува период на стабилно и потопло време. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, август 2025.